Нега на косата. Колку стихови и почит зборовите на поетот или раката на сликарот и посветиле на убавата коса. Ја споредувале со житно поле, со трева бранувана од ветрот, со пламенот на огнот, со ноќната темнина. Независно од тоа кога и како е опевана убавината на жената, уметникот не ја превидел косата. Долга, мека бранувана, сплетена или пуштена накусо, косата е украс на главата на жената и не е рамна никаква круна. Косата како природен украс, која на лицето му дава совршена целина, никогаш не смее да биде неуредна или пак запуштена. Жените од секогаш грижливо ја негувале својата коса, ја мачкале, ја хранеле со разни масла и употребувале различни помошни средства. Господјите од видните семејства и едноставните селанки негата на косата ја вклучиле во секојдневниот живот, иако нивната коса ниту оддалеку не била изложена на многобројните непријатели како што е нашата денес. Менувањето на бојата на косата, трајната ондулација и секојдневната употреба на лак и тапирање и на крајот загадениот воздух, сето тоа со времето врз косата остава непријатни последици. Со тоа што редовно го посетуваме својот фризер, уште не сме сториле се што е потребно. И највештата рака на мајсторот, креаторот на фризурата не може да создаде чудо од болна и запуштена коса. Сами треба да се грижиме за да имаме здрава коса. Исто како и кожата, и косата и мрсна или сува и сосема ретко нормална. Видот на косата зависи од лојните жлезди, од тие понекогаш премногу активни или премногу мрзливи ситни произведувачи на масти. Независно од тоа каква е косата по природа, на неа секогаш влијае и нашата здравствена состојба, нервната напнатост и неправилната исхрана. Причината за болеста ќе ја открие и ќе ја лекува лекар. За правилната исхрана, богата со витамини, ќе мораме да се грижиме сами. Косата ја негуваме секој ден, а најтемелно пред спиење. Утринското чешлање и формирање на фризурата не е нега на косата, како што пудрењето не е нега на кожата. Пред се, нега на косата е секојдневното отстранување на правот и лакот со кој многу жени ја зацврстуваат фризурата. Косата добро ја исчеткуваме, само мрсната коса не ја четкаме многу долго за да не ги дразниме и така доста активните лојни жлезди и од коренот на косата да не ја пренесеме мрснотијата по целата должина на косата. Ќе бидат доволни само неколку движења со четката. Тапираната коса внимателно ја расчеслуваме со чешел и тоа прамен по прамен, од врвот кон коренот на косата. Коренот на косата можеме да го измасираме, односно да му овозможиме подобра циркулација на крвта, така што со врвовите на прстите ја поместуваме кожата на главата како да сакаме да ја подигнеме. Сувата и нормална коса можеме да ја четкаме подолго време и тоа на сите страни. Коренот на косата благодарно ќе ја прими косотрајната и секојдневна масажа. Таква масажа за брзување на циркулацијата на крвта е препорачлива и за посилниот пол кој е подложен и кон келавење. Но келавоста кај мажите во очите на жените не влијае на нивната убавина. Косата ја миеме секој 7 до 10 дена, а мрсната и во покуси периоди. Многу сувата коса еднаш месечно пред миење добро ја исчеткуваме и ја расчешлуваме и потоа на коренот на косата со нежни движења нанесуваме маслиново или рицинусово масло. На главата го оставаме барем 1 час. Намастената коса ја завиткуваме со крпа, а може и со убав турбан и продолжуваме со домашните работи. Дејството на маслото наскоро ќе биде видливо, а особено при слабата и нежна коса. Врвовите на многу сувата коса, веднаш по миењето, додека е уште влажна, ги премачкуваме со малку ноќна помада, која инаку ја употребуваме за лице. Еднаш месечно или почесто на косата треба да ја овозможиме природен раскош. Наместо со шампон, да ја измиеме со жолчка од јајце.
Убаво се пени и ја одстранува сета нечистотија. Кога ќе го ставаме повтор пат, го оставаме на косата како маска барем 10 минути. Ако косата ви е светла, плакнете ја со чај од камилица. Темната коса пак плакнете ја со силен руски или индиски чај. Од тоа, по подолготрајната употреба, косата ќе добие благи нијанси. За мрсната коса е препорачливо во последната вода да се додаде сок од половина лимон или 2 лажички вински оцет. Така косата здраво и раскошно ќе болскоти. Prhljaj je neprijetna nadluga. Првото е непријатна мака, особено за оние со темна коса. Ако покрај тоа косата е слаба, многу и паѓа, доста може да й помогне копривата. Копривата содржи многу лековити состојки за коренот на косата. Копривите можеме да ги сомелеме во машинката за мелење месо и потоа да ги свариме. Така добиената каша ја цедиме и потоа секоја вечер во текот на една недела со пумпичка за капки ја нанесуваме на коренот на косата. При тоа кожата нежно ја масираме. Трудот сигурно ќе се исплати. Мирисот на мрсната коса е многу непријатен, но можеме да си помогнеме многу едноставно. Во литар на 90% алкохол натопуваме 30 грама цветни лисја од трендафил и ги оставаме така еден месец. Ќе земеме шише со широко грло и ќе го ставиме на сонце. По 30 дена течноста ја председуваме и добиваме домашна колонска вода за подолго време. Со оваа вода повеќе пати во неделата го масираме коренот на косата така што со пумпичка капнуваме само на патецот да не си ја расипеме фризурата. При миењето на косата во последната вода ќе додадеме неколку лажички од таа домашна колонска вода. Сигурно има доста злоба во изреката долга коса кус ум. Денес умот на жената е поинаков, а и должината на косата кај мажите. Ние пак ќе негуваме долга и куса коса и со малку досетливост и добра волја ќе се приближиме на опејуваната и чудесната убавина на косата.